Денеска 15 ноември имено е денот кога стапува во сила законската обврска за поседување на задолжителна зимска опрема на нашите возила, односно подготвување на нашето возило со зимска опрема со цел да управуваме со истото безбедно. Повеќе на оваа тема и воедно за овој ден кога стапува самиот закон на сила, ова утро ќе говориме со Филип Дуневски, раководител на сервисот Центар АМСМ. Добро утро, Дуневски, добро дојдовте во нашата утринска повтор. Добро утро, добро ве најдовме. Што поточно подразбираме под самата зимска опрема која што ја напомена? Како што кажавте, денеска на 15 ноември стапува на сила законот за поседување на зимска опрема во возилата. Тоа е законот правилникот за безбедноста на сообраќајот во Република Македонија. Стапува на сила денеска и трае до 15 март следната година. Што значи тоа? Тоа значи што значи поседувањето на зимска опрема во возилата? Тоа значи поседување на 4 пневматици за зимски услови на сите 4 тркала на самото возило или поседување летни пневматици меѓутоа со доволна шара на самиот пневматик и поседување на синџири за снег во самото возило, значи да ги имате со соодветна величина за возилото кое што ги има. Какви се незгоди, проблеми може да се јават доколку не го подготвиме нашето возило на страна од законот? Вака, поседувањето на зимска опрема во самото возило, со самото тоа што имаме зимски пневматици или поседуваме соодветни синџири за самото возило, значи дека ќе имаме при како да кажам, при ниски температури перформансите на возилото ќе бидат подобри, нели? Ќе имаме помало пролизгување, трагот на кочење ќе биде помал и сите тие работи. Доколку имаме следува зимски период каде што очекуваме врнежи од снег и такви работи, кога ќе има големи падежи на снег, ќе имаме подобри перформанси. Лично од ваша страна, совет до гледачите, што освен задолжителната опрема да носат и друго во своето возило, пример спреј за одмрзнување на врати, стакла, или тоа е чест проблем со кој се соочуваме кога имаме ниски температури? Освен зимската опрема, пожелно е самото возило да се припреми за зимскиот период, да се направи една комплетна проверка на возилото. Ние како Автомотосојуз на своите членови, меѓутоа и на останатите возачи, овозможуваме зимска проверка на возило, каде што се проверува прво подвозјето на возилото, се проверуваат течностите на возилото, значи се проверуваат сопирачките и воедно и правиме припрема на самото возило, значи за зимскиот период. Освен значи пневматиците, битна работа, битен елемент во самата проверка значи на возилото и во припремата на возилото е секако и проверка на системот за ладење на возилото, односно антифризот. Мора да се провери и неговата точка на мрзнење мора да биде над -20, затоа што не очекуваат ниски температури, секогаш мора да бидеме припремени. При самиот крај сакам да напоменеме нешто и што ќе се случи доколку не го почитуваме законот, односно какви санкции следат за сите оние возачи кои што нема да го опремат своето возило со зимска опрема. Според законот, значи доколку не поседуваме зимска опрема, постојат соодветни казни за тоа. Непоседувањето на зимска опрема сноси казна од 45 евра. Ви благодарам многу за одвоеното време и за сите овие корисни совети за нас и за гледачите, се разбира. Ви благодарам на вас. Се надевам дека ова вклучување се разбира беше од информативен карактер. Ќе напоменаме дека законската обврска започнува денеска и трае се до 15 март, а тоа ни го најавува на некој начин ни го најавуваат и самите временски услови со оглед на тоа дека денеска утринава е навистина ладно и врнежливо, па тоа може да дојде до сите оние кои што не гледаат како информација плюс.